Здраво, јас сум Мики, а вие гледате Инстант вести на Радио МОВ, првите македонски младински вести на Инстаграм. А во нив, од изминативе 2 недели издвоивме неколку работи кои ни се видоа најважни и најзабавни. Колку беше кринч на нив. Ке имали конечно вистинско олабавување на мерките за заштита од ковид. Така барем делува откако периодов полицискиот го поместија од полноќ, а се отворија и исполнија летните тераси на рестораните. Но, ќе видиме до наредната емисија. Кај нас никогаш ништо не се знае се до последна минута. До тогаш, носете си маски каде и да сте, освен дома секако. Премиерот Зоран Заев и неколку високи владини функционери свечено ја примија својата вакцина против COVID-19. Сите го видовме тоа. А кога велам сите, мислам сите. Денешниот Инстат дописник ни доаѓа од Тетово. Тетово ја има шара која патем треба да стане национален парк. Познато е по гравот и јаболките, а што прават младите во Тетово, ќе ни каже нашиот дописник. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска и доаѓам од Тетово. Како млада личност која што живее во Тетово, се соочувам со многу проблеми, како што е недостаток на зеленило, паркови и проблемот со отпадот. Нашиот град е доста загаден и парковите кои што веќе постојат исто така се загадени и демолирани. Во минатото во градот имало кино, но денеска тоа не работи. Исто така во градот фалат многу активни зони и сали и мислам дека во иднина ние младите би требале да станеме приоритет на властите, се со цел да се направи промена во градот и животот во градот да ни стане поинтересен. Верували ли не, во последниве 2 недели немаше нови најави за реформи во образованието. А може да е само затише пред бура. Кој знае? Сепак, периодов го одбележа бојкотот на наставата во некои училишта поради најавената дигитализација на учебниците. Тој се организираше преку Facebook групата Учебници и настава мора да има, составена од незадоволни родители. Од Министерството за образование и наука тврдеа дека станува збор за помали групи ученици од неколку училишта кои не ја посетуваат физичката или онлайн наставата. На крај, родителите беа на средба во МОН, пошто најавија дека го ставаат бојкотот во мирување додека не добијат одговор на нивните барања, а организираа и протести во Скопје и повеќе македонски градови. Оно што го забележавме е дека покрај тоа што бараат хартиените учебници задолжително да останат во употреба, бараат етика на религиите да остане како изборен предмет, но и да се исклучи сеопфатното родово сензитивно образование во основното. – 1944. Мислите дека ова е годината кога УКИМ почна со работа? Не. Ова е местото на кое се најде за оваа академска година на светските листи на 2000 најдобри универзитети во светот. Бележи пат дури 27 места споредено со лани. Барем не спомнале. Тоа е нешто. Инаку, тој е единствен македонски универзитет кој се најде на листата на Центарот за рангирање на светски универзитети. Тука тие се оценувани меѓу другото според квалитетот на образованието, што го нудат и бројот на истражувачки трудови што произлегле од нив. Од 6 до 8 мај во МКЦ Скопје се одржа 9-тото издание на фестивалот на свежа домашна музика. Земјотрес. На програмата која почнуваше во 19 часот, дека нели полициски час, настапија Дина Јашари, Перија, Триджект, The Local Blue, Александар Велики и Кантон 6. Настанот беше организиран по ковид протоколи со задолжително носење на маски, ама си поминавме феноменално. Како што може некој да си мине кој што од лани не успеал да отиде на концерт. Дека нели, полициски час. Елена Чемерска е 15-тата поред добитничка на наградата денес за млад визуелен уметник или уметница до 35 години. Организаторот на изборот за наградата денес се Факултетот за работи што не се учат, ФРУ, во соработка со Центар за современи уметности Скопје. Браво, Елена! Независното радио Канал 103, кој на 1 мај го одбележа 30 годишното постоење, својот роден ден го прослави со гласен молк. Редакцијата на 24 часа го исклучи радиот стриминг како протест за да се врати FM фреквенцијата на ова култно радио. 103 во последниве години можете да ја слушате само онлайн. Многу брзо читам. Почвиме? Мисли си, уживаш сред Охридско езеро и налетвиш
на амбалажи од храна, пијалаци, пајнци, плачки, па и по куќнина. Не обо, а? Тоа ги поттикнало од локалниот субклуб да организираат акција во која веслајки ги чистеле плажите и местата кои се достапни само по вода. Не сме сигурни колку оваа вест за оваа рубрика, ама дефинитивно некој беше активен периодов. Што е муабетот? Откако излезе дигиталната верзија на толковниот речник на македонски јазик, не помина еден ден без да се појават реакции. А таман се порадувавме дека конечно го дочекавме. Проблемот настана кога ромски здруженија се пожалија на навредливи описи и примери за зборот циган. Тоа пак повлече и низа други реакции. А кое беше решението кое владата го смисли? Wait for it. Реши да ги тргне зборовите како да не постоеле. Така и јас со проблемиве во животот. Од владата изјавија дека така се договориле со лингвистите од Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. А лингвистите пак нас ни кажаа дека баш и не се договориле, туку од влада сами си ги повлекле зборовите. Рекоа дека е политичка одлука што нема врска со наука. Зошто ова не изненадува? Абе, нели се ова лабави вести, а? Да ми го тоа хавајското? Чекај да влезем во лабав мут. И денеска лабавите вести ни доаѓаат од развиениот свет, бидејќи кај нас периодов тешко оди со лабавото. Така, ако не е за утеха, и во Нов Зеланд има дупки на патиштата, а новозеландјанецот Джеф Апсон црта пениси или кругови околу нив. Почнал да црта од фрустрација кога поднел околу 20 жалби за огромна и опасна дупка на локален пат, но немало одговор од надлежните. Сега некому ова не му се допаднало, па го пријавил и после стотина вакви цртежи надлежните најавија дека ќе превземат правни активности против него и нема да толерираат ваков вандализам. Рим има нови улични апарати од кои само за 3 минути може да добиете свежо испечена пица. Машината има прозирно стакло преку кое купувачот може да гледа како пицата се подготвува, а оцените се протегаат од прифатливо доколку брзате до целосен хорор. Апаратите го носат називот Mr. Go Pizza и нудат 4 различни варијанти на овој специјалитет, по цена од 4,5 евра до 6 евра. За 6 евра кај нас може и пијачка да добиеш. Толку за денеска. Немојте многу да се разочарувате ако наредна недела место мене го видите Филип тука. Мики се одјавува од Инстант Вести. Довиđenja.